Почитувани медиуми, почитувани граѓани, наместо помош на граѓаните, владата по кој знае кој пат избра и оваа несреќа да ја претвори во изборен профит. Поплавите во Струмичкиот регион им нанесоа огромни штети на граѓаните од општина Струмица. И наместо владата искрено да им помогне на оштетените граѓани, таа, предводена од ВМРО-ДПМН, повторно одлучи несреќата да ја искористи за собирање на политички поени и гласови. Покрај државните службеници од Министерството за земјоделство, сега се вклучени и представници од Министерството за труд и социјална политика. Ја поздравуваме одлуката на владата и на Министерството за труд и социјална политика за еднократна парична помош од 15.500 денари на граѓаните кои што претрпеа штета од поплавите, меѓутоа доколку оваа штета пристигне на вистинското место. Меѓутоа, информациите кои што деновиве ги добиваме од терен говорат друго. Голем број на незадоволни граѓани се јавуваат кај нас и го пренесуваат спротивното. Дека наместо помошта да пристигнува во вистинските раце, на вистинското место, онаму каде што на вистина е најпотребна, таа се дели селективно, по партиска припадност и на лица кои што немаат никакви претрпени штети. Се со една цел да се придобијат граѓаните да гласаат за ВМРО-ДПМН. Со ваквиот чин, владата, а особено Министерот за труд и социјална политика, како и службените лица кои што деновиве шетаат по терен од Министерството за труд и социјална политика, се вклучуваат во една мисија која што всушност представува изборен подкуп на граѓаните. Затоа ќе бараме одговорност од Министерот за труд и социјална политика за оваа активност, секако ќе бараме и од страна на службените лица кои се вклучени во оваа акција и за сето ова ќе ги известиме ОПСЕ ОДИХР, бидејќи на вистина во овој момент се случува акција изборен подкуп во Струмичкиот регион. Мојот колега Славе Гошев на вистина ќе беше подобро да одговори на граѓаните зошто тој и кандидатот за градоначалник господинот Пишев не дигнаа два прста и не го поддржаа амандманот на Социјалдемократскиот сојуз за обезбедување на буџетски средства за чистење на каналите. И доколку тоа го сторија, доколку се навистина на терен тоа направеше, денеска немаше да зборуваме за штети и за поплави од штети. Мислам дека господинот Славе Гошев треба да даде одговор на прашањето дека ова што се случува навистина е селективно и самиот чин на читање на лица поименично со кујтни броеви потврдува дека навистина ова се прави селективно. Воспротивно, од каде би знаел Славе Гошев, господин Славе Гошев, кои лица се посетени, кои се оштетени и точно нивните имиња ги употребува во пресод и уште повеќе кои лица кои што претрпеле штета се исплатени. Зошто тоа не го знаеме ние од Социјалдемократскиот сојуз. Убава е идејата за одблокирање на сметките на граѓаните, меѓутоа тоа не е можно, затоа што навистина се работи за приватни сметки, во кои што се работи за работа во која што владата воопшто нема никакви ингеренции и ова уште една потврда дека навистина владата е спремна се да направи за да добие глас повеќе во овие избори. Благодарам.